Наместо задолжителни негативни тестови за администрацијата, експертот Никола Пановски предлага поостри ковид мерки за сите. Јас сега би делувал со малце зајакнување на мерките, кампања да се носат маски, заштити, ако треба и казнување. Еден месец да младите може би се приберат после 23 часот дома, нокни клубови 2-3 недели да се затворат, па и школите додат онлайн во декември. Според Пановски, евентуалното воведување на брза вакцинација за администрацијата во овој момент немаше да има значајни ефекти врз епидемиолошката состојба. Бидејќи за да се донесе, да се имплементира, ќе треба време, и од кој ќе добијат една доза и ќе може да одат на работа, тие се уште преносители, но исто како и невакцинирани, треба втора доза, а треба 2 недели, па тогаш може да зборуваме, значи негде ќе фати јануари, февруари месец, доколку се донесе брзо. Втора работа се однесува само на јавните установи, кои ако се 120.000, ако се половината вакцинирани, значи ќе биде негде 50-60.000 лица, што не е ни 10% од досегашните вакцинирани. Од тука, според Пановски, логична е одлуката на владата да не ја прифати понудената мерка за задолжително приложување на вакцинален сертификат или ПЦР тест за администрацијата. Значи, очекувано беше да не се донесе веднаш таква одлука, избрзана е, не е анализирана, многу прашања не се одговорија, например не се одговори прашањето по кој закон на некој ќе му забраните да работи. Тоа е уставно право. Што ако тој доаѓа на работа, не го пуштате? Кој ќе ги плати тие средства кои он потоа ќе ги добие со камата на суд? Според Пановски, поголем опфат со вакцини е неопходен, но до него да се дојде преку кампањи кои ќе бидат многу поприсутни од антиваксерските кои сега се шират по социјалните мрежи.